Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница на часот по физички и здравствено образование. Јас сум наставникот Константин Стојановски, вработен во Основното училиште 11 октомври, општина Центар, Скопје. На денешниот час тема ќе ни бидат народните ора, односно увежбување на македонското народно оро пајдушко. Целта е да се усвојат различни и развијат специфичните моторички способности во корелација со ритам на музика и координација на движење во простор. Развој на естетски компоненти за правилен став и држење на телото, развој на естетско чувство за колективно изведба на танци, како и развојот на функционалните способности и општата моторика на локомоторниот апарат. Што е орото? Орото е народен танц, каде што најчесто играчите се фатени за раце и се движат во круг. Орото потекнува од Балканот, но го има и во други земји. Како што кажав на почетокот, на овој час ќе го увежбуваме македонското народно оро пајдушко. За таа цел, во соработка со еменетен кореограф по народни ора, ќе ви бидат презентирани чекорите на македонското народно оро пајдушко, затоа внимателно слушајте и следете ги упатствата. Ќе ви го презентирам орото пајдушко, кој е традиционално и многу старо оро и се игра во Македонија, значи нема поделба каде се игра, туку во цела Македонија ова оро се игра, иначе спаѓа во соборни ора. Позицијата на рацете на ова оро се доле, луѓето се држат во ваква форма. Играат сите мешано, и мажи и жени, значи мешан оро. Орото има само еден образец, а јас ќе ви го поделам тој образец во 3 форми за убаво да го научите. Значи имаме првата форма се состои од 4 подскока. Прво ќе ви ги изиграм во место и почнуваме со десна нога горе. Подскок, 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 подскок. Пак треба да завршиме со десната нога горе. Сега ќе ви покажам како се движиме и значи одиме. Подскок, 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 подскок. Кој ќе дојдеме со телото во средина? Сега почнува втората форма. Десната нога е слободна и одиме. Стапни, стапни, стапни. Значи имаме 3 стапки, со тоа што и првата е концентарот, напред и одиме. Стапни, стапни, стапни. После тоа, третата форма, пак десната нога е слободна и таа пак почнува и правиме 2 подскока со една стапка. Подскок, подскок, стапка. За да ви биде сега појасно, ќе го изиграм цело образецот пајдушко. Значи почнуваме со десна нога горе. И подскок, 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 стапни, 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 подскок, подскок, стапни. Кога ќе завршиме, пак со десната го почнуваме од почеток и значи пак се продолжуваме. Подскок, 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 стапни, 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 подскок, подскок, стапни. На следното видео, чекорите што ги покаже кореографот, ќе ги изведуваат ученици и игралци, така да и вие во вашите домови може да станете, нема да ви биде потребен голем простор, да ги повторите, да ги пробате и повторите чекорите. Чекорите ќе се изведуваат во место. И подскок, 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 стапка, 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 подскок, подскок, стапка, подскок, 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 стапка, стапка, подскок, подскок, стапка, подскок, 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 стапка, 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 подскок, подскок, стапка, подскок, 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 стапка, 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 подскок, подскок, доста. Добро, се надам дека успеавте да ги повторите чекорите. Сега на следното видео, истите чекори што ги работевте во место, може да ги пробате во движење, така да исто и за ова нема да ви треба голем простор во домот. Внимателно пратете ги упатствата и повторувајте ги чекорите заедно со учениците што се на видеото.
Podskok, 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 stapka, 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 podskok, podskok, stapka, podskok, 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 stapka, 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 podskok, podskok, stapka, podskok, 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 stapka, 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 podskok, podskok, stapka, podskok, 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 stapka, 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 podskok, podskok, stapka, podskok, 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 stapka, stapka, stapka. Откако ги повторивме чекорите во место и во движење, сето тоа сега ќе го поврземе со музика, за да видиме како изгледа народното оро. Се надевам дека успеавте да ги поврзете ората со музиката и дека малку се развеселивте бидејќи музиката ни дава да се чувствуваме повесело. Така да и секогаш ората не асоцираат на среќни моменти, поточно тие си играат на различни прослави. Си играат за верски празници, најчесто како што е Божик, Водици, Велик ден, Ѓурѓовден, Спасовден и така натаму. Си играат на државни празници, венчавки, крштевки. Порано луѓето го играле на сред село, поради различни одбележувања на празници пред црквите, училиштата и куќите. Ученици, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека успеавте да го повторите чекорите и да ги совладате чекорите од македонското народно оро. Се гледаме во некоја друга прилика за изучување некој ново народно оро или пак за некоја друга тема од часот по физичко и здравствено образование. Довидување.